Добър ден, почитувани ученици! Денеска имаме за вежба за раце и раменски пояс. Да ги разработиме още еднаш, да речеме, но еве ќе се потрудиме, како што најавивме, да употребиме еден реквизит, а тоа е обрач, фула хоп, еве кај нас е во потенка варијанта, го имате како плоснавест, го имате и во цевка, во кружна варијанта, но ние со овој ќе се обидеме да изведеме некои вежби од 10 минути, а вие ќе можете и со поголем доколку е потребно, и со помал, зависно од вашата висина и вашите можности, каков хулахоп имате, може да пластичен дрвен, да го потребите, но и доколку немате обруч, можете да ги работите вежбите со имитација, дека држите некој ваков круг во вашите рачиња. Еве, почнуваме со вежби за раце, го држиме, да речеме, како волан и пробуваме да возиме. Нормално, јас би возил низ целата моја соба, а ми го поминал и целиот дом, би влегол во едните врата, би отишол во ходник, би стратил во кујна, да им кажам на моите дека сум почнал да вежбам и дека, еве, да видат дека јас добро знам да возам, да вртам кругови, да не одам и во лево и во десно. Можеме со вакви некои доближувања и спружувања на раците, скрчени во лакти, исто така да се раздвижиме, па би кажал дека после ова може горе-долу, но еве со лесни потрчувања, за да можеме да се загрееме, дека има послежа сега, но и да ни биде по-интересно. И во разни скокчиња, иако кажеме само раце и раменски појас, но ете вклучуваме да ни биде малку пораздвижено, малку по-интересно. Од разчекорен став, еве правиме вака заход и каде што ги држим рацете фатени, па може вака косо горе, опа, да го изведеме движењето, да модифицираме, а може и со фртување скроз позади, за да имаме поголемо раздвижување и на трупот. Окей. Овдека сега ќе дадеме некоја модифицирана вежба, да речеме горе, па ќе пробаме овдека да го свртуваме како што беше вртење напред на воланот на автобусот. Сега ќе пробаме горе како да одвртуваме сијалица, како да го земаме лустерот во раце, но веќе овдека рамениците доста ќе почувствуваме топлина или дури истегнување, што може доста да не помогне да ги загрееме и да ги зајакнеме овие мускули. Малку да смениме од загревање, може вака едно вртење, или конов натре, па дури и во движење. Ова е добро, ако можете да го направите барем по права линија, од еден крај до друг крај на соба, или па како можете да се раздвижите и низ сите простори во вашиот дом. Исто и на другата рака, пробуваме да свртуваме, малко часовникот смята кај мене, пречи, но еве сега веќе одиме на го вртиме каде обрачот и на надлактица. Значи, од зглобна шака на подлактица, опа! Ова може да се случи кај вас, а можеме да го вртиме и со надлактица. И еве една, да кажеме, масажа и загревање. Ова е интересно, само да не ми пречи часовникот, интересно, можете од свртување со една да метнете друга рака и да продолжите овде. Истото да го направите и вака наизменично малку да ги мените. Сега на надвор кружни движења, исто, ќе измасирате вашата рака, ќе се раздвижите, малку ќе се поиграте, ќе се позабавите и на сите од прсти, од шака, од лактица, од надлактица ги поминуваме сите делови, вртиме низ сите делови на нашата рака, еве го веќе на надлактица и
Или да може добро да забележите овде, значи може од, да речеме, овие движења кај шака, полека да го придвижуваме кон рамењата на лактица и еве тако полека го вртиме обрчот со сите делови на раката. Во ред. Еве сега малку манипулација. Пробувате да го сврдите, доколку имате простор не пред вас до вас, да го сврдите во здобна шака и обрчот да се врти тука пред вас во место и пак да го фатите со иста рака. Десна рака свртува, десна рака да фати. Лева да сврти, малку далеко биде и да се врати. Може прво тука во место, доколку имате и пак лева да фати, доколку имате простор, малку далеко пред вас и да пробате да ви се врати обрачот во рака. Пак малку подалеку пред вас и да пробате да ви се врати. И сега смислуваме некој вич. Вртиме, се вртиме за 180 степени и го фаќаме. Вртиме на 180 степени и го фаќаме. Пробуваме со десна рака, се вртиме и го фаќаме со десна. Пробуваме со лева рака, се вртиме и го фаќаме со десна. И различни комбинации. Еве сега да речеме во момент може да се свртиме, да го пуштиме низ нозе и да го фатиме позадниче. Свртуваме, ние се свртуваме за 180-360 степени и го фаќаме пак. Значи се свртува, се враќаме, се свртуваме и пробуваме да го фатиме под нозе. Ево го, се свртуваме и го фаќаме дека. Ајде уште една што е рака, се свртуваме и пробуваме низ нос. Добре, нема. Ајде сега да ги смириме овие вежби. Еве ќе го поставиме хладокопот на под, да видиме и тука некој вежби ќе дадеме. Па може од некое одење вака околу, ако имаме можда цел круг, одлично. Но може и вака, направиме наместо само скокови, правиме комбинации на влегување, влегување на со раце. Десна рака, лева рака, десна рака, лева. И влегува, десна, влегува. Ако можеме и со двете раце. Истовремено или пак хајде малце погледно, ако не изгледично. Еве, минутка, 10-20 секунди нека биде за одмор, па може генерално да пробаме кој може положба да речеме на стек, со испружени раце, на планк, на даска. Еве, начин. Ако сакаме, мериме пошироко, може и овде, малку баш во положба на склеп, а може издржување. Баш на планк со свиткани раце во акти и еве неколку, речеме неколку комбинации на вежби за сила, а може сега да направиме одразчето став. Еве, овдека позади, па горе, малку како одмор, вежбите за сила, па горе, значи во задклон или пред вас би дело позади, па во страна во задклон, значи да се изтегне тој дел. Одлично. Го поставуваме обрачот. И пробуваме да го извадиме. Вече спати. Значи, влегуваме обрачото. Го вадиме со телото. Влегуваме. Хоп. Ова вежба, препорачено и обратно, да се изведе. И обратно да се десе. И може со десна, лева нога, нели? Или пак овој начин да се од една страна, а да се излезе со обрачот на лева страна. Пак овдека, легуваме од лева страна и излегуваме на десна страна.
Може да не дадем уште некоја вежба, но ајде да речеме да малку да ги вратиме на оние залабави на раце, па да речеме од зглобна шака, значи работи само зглобна шака, раце во предрачување, став нормален, нека биде споена потреба, нека биде паралелен и еве ги раздвижуваме само зглобовите на шака. Ако сакаме, можеме само зглоб на лакт, значи од одрачување работиме само во зглоб на лакт згрчување. Значи одрачи, згрчи, одрачено, згрчено предно, пак овдека и сега малку, еве веќе изработуваме нешто и за лакти. Можеме да ги вклучиме и целата од рамо, значи целата ова како се вика рака и еве некако полека да ги привршиме овие вежби. Се надевам дека во овие 10, 11, 12 минути колку и да се, имате една лепезничка на вежба со хулахоп во домашни услови, каде што претежно ги употребуваме мускулите на дел од тело, рака со раменски појас. Претежно вежбите беа во тој дел и обрчот хулахоп го употребиме за таа намена. Благодарам, сега на следниот час.